civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Господин Димитриевски, дали некојаш сте споделиле сеќавања за 27 април во јавноста или со некого? Па искрен да бидам, до сега не сум сакал да ја експлоатирам оваа тема во јавноста, бидејќи тоа беа сплетна околности, тоа се случи што се случи и кај мене будеше само лоши спомени. Еве во оваа прилика, прв пат ќе зборувам на оваа тема, што тоа се случи на 27 април, кој каде погреши, на кој начин се постави, што беше причината и така натаму. Бидејќи буди, самиот настан буди многу лоши чувства. Може би ние и поменуваме низ тие чувства, но членовите на оние членови и на парламентот, и на останати граѓани, на семејствата, кои што не гледаат таму пред малите камери, тоа нема да го заборават никогаш. И тука се најголемите болки, реакциите на најблиските кога се вратиме дома. Не сакам да се прикажувам, нити пак барам од некој да ме доживува како жртва. Нити сум сакал да снимам некогаш спотови на оваа тема, ниту пак ќе си дозволам такво нешто. Ова е само една поука за сите. Инаку, да, треба да има одговорност за оние кои што се сценаристи. И ако веќе толку многу луѓе кои што имаат директна и голема одговорност, кои што дадоа придонес да се случат овие настани, денеска се на слобода, тогаш не можете да правите делумна амнестија, или ќе правите амнестија за сите, или ќе одговараат и ќе ги изведете пред лицето на правдата сите. Знаеме дека имавме инволвирани тогашни наши колеги и пратеници. Сценаристите се вон границите, дел од нив се тука, извршителите се некои осудени, некои помалку со поблаги казни. Јас во една прилика тоа го кажав и на судот. Донесоа човек кој што треба да се суди, кој што фрлил сталак кон нас. И кажам на судиката, на овој господин овде треба да му се врже еден шамар, да си оди дома со семејството, да извлече поука, а да се донесат на оваа обвинителна маса, да одговараат тие кои што го направија главното сценарио. Така да сметам дека повеќе од јасно е дека оваа ќе остане во историјата, ќе учиме сите. Историјата не смееме да дозволиме да се искривува, а сите ние треба да изнајдеме начин да продолжиме напред, да создаваме нови вредности за граѓаните, за државата, за подобра иднина, за сите. civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.